Македонија што поскоро да направи анализа колку ќе ја чини членството во НАТО, порача поранишниот генерал Мирослав Стојановски, бидејќи само така ќе биде разрешена дилемата во јавноста за што ќе се трошат парите. Со членството ќе се зацврсти безбедноста, која пак е предуслов за сите други процеси, но и сувереноста, а ќе бидеме и равноправни и на иста маса со другите 29 членки на Алијансата, рече Стојановски на панел дискусијата, насловена како Македонија пред нова историска одлука, организирана од Асоциацијата на здруженија од сферата на безбедноста, одбраната и меѓународните односи. Најголемиот дел од трошоците се наменети за изградба на нашиот систем за безбедност и одбрана. И силите кои ги градиме за тој систем се национална одговорност. Значи не се работи за тоа дека ние оваа армија од 8 или по новото 6800 ќе земеме целата и ќе дадеме на располагање на НАТО. Целта на Преспанскиот договор е да се затвори спорното прашање кое трае повеќе од 27 години. Со договорот не се губи идентитетот, посочија дел од учесниците на панел дискусијата. На опозицијата не е целта Републикава да стане членка на ЕУ и НАТО. Основна цел е да издействува амнестија од кривично гонење за бројните злоупотреби на власта сторени за време на незиното 11-годишно владење од страна на незините наистакнати припадници и да дојде повторно на власт. Ние треба после 27 години самостојност да се навикнеме на обврската која што секој субјект на меѓународното право треба да ја има, односно да превзема и подоцна да ги почитува, односно имплементира превземените обврски. Во овој момент, речиси никој не знае како ќе изгледа продолжението на процесот кој е условен од резултатите на предстојниот референдум. За дел од панелистите, договорот длабоко задира во внатрешните работи на Македонија. Решенијата понудени во оваа спогодба и прифатени длабоко задираат во политичкиот па и уставниот систем на Република Македонија преку барањето и дадената согласност за октроирана промена на уставот. На панел дискусијата беше поставена и дилемата што ќе се случи доколку референдумот не успее и кој ќе ја понесе одговорноста ако никогаш повеќе не добиеме ваква шанса.